Нова владина финансиска инекција за приватниот сектор и за невработените. Годинава се активираат неколку клучни мерки и закони кои директно ќе влијаат врз развојот на бизнисот, зголемувањето на вработувањата и задржувањето на младите во државата. Заменик министерот за економија и труд Маријан Ристевски на денешната средба со бизнисмените од Кисела вода ги представи законот за финансиска поддршка, оперативниот план и новиот закон за работно, односно сезонско ангажирање, кој стапи на сила од 1 јануари. Законот за финансиска поддршка кој започнува сега од оваа година од 1 јануари е во надлежност на Министерството за економија и труд, каде што ќе бидат достапни преку 20 милиони евра токму за бизнис секторот, посебно за производните капацитети и компании во Македонија. За оперативниот план кој ќе се реализира преку Агенцијата за вработување, Ристевски објасни дека е најобемен досега и дека со вложување на рекордната сума на средства наменети за поддршка на бизнисот, директна корист ќе имаат и невработените лица. Лани беше рекорден 40 милиони евра, оваа година ќе биде над 40 милиони евра, некаде околу 42-43 милиони евра, каде што има доста атрактивни мерки, кои што мерки се наменети за бизнис секторот, меѓутоа и за невработените лица и луѓе кои што вие ќе ги вработите пред се млади луѓе, бидејќи нашата цел и заложба е да помагаме на младите да ни останат. Како трет значаен чекор, министерот го истакна новиот закон за работно, односно сезонско ангажирање, кој стапи на сила од 1 јануари. Според него, ваквиот закон е особено атрактивен и ќе важи за сите, вработени, невработени и социјални категории, но и за студенти и млади. Истата можност ќе може да ја искористат и пензионерите, како и лицата кои сакаат дополнително да работат. На средбата со бизнисмените, министерот се осврна и на законот за нефер трговски практики, како и на позитивните искуства од формирањето на економско-социјалните совети на локално ниво. Со овие мерки и законски решенија, владата најавува цилен фокус на развојот на приватниот сектор, отворање нови работни места и создавање услови младите да ја градат својата иднина во Македонија.